Македонците годишно фрлаат над 15.000 тони храна или на отпад завршуваат скоро 30 милиони евра. На Меѓународниот ден за свесност за фрлање храна, од невладината организација Банка за храна велат дека сме неодговорна нација. Меѓу првите 5 земји сме по сиромаштија и меѓу првите 5 кои најмногу фрлаат храна. Точно колку килограми завршуваат на отпад од секој граѓанин нема достапни информации, но анализите покажуваат дека дневно секое семејство во просек фрла храна вредна 50 до 60 денари. Дали ќе биде леп, пола леп, дали ќе биде сирење, дали ќе биде млеко или јогурт или некој суромесно или воопшто зеленчук, вредноста на таа храна фрлена е околу 5-60 денари. Велиме дека ако е 300 евра, 1500 денари месечно, 300 евра е годишно. Ако се 100.000 луѓе, то се 30 милиони евра. Значи Македонија во старт од самите домаќинства ние фрламе 30 милиони евра ако некој сака да рачуна како вредност на храната која што завршува на ѓубриштата. Како посиромашна нација се купуваат поевтини производи, кои имаат пократок рок на траење, вели Христов. Листата што најчесто завршува на отпад е долга. Најголеми вишоци на храна кои што ние ги фрламе од домаќинствата се лебот и лиснати производи, на второ место се овошје и зеленчук, на трето место веќе доаѓа суромесни производи, сирење и ред други работи. Меѓутоа, тие се први три карактеристични, ако од еден агол. Од друг агол, ако идеме на Дрисла, не најдовме дека некој фрлил кило брашно или макарони, или таму се фрлаат работи кои што навистина веќе немаат каде што да им се прави. Извештајот на Обединетите нации покажува дека во светот годишно се фрлаат над 930 милиони тони храна, или околу 17% од вкупната произведена храна. Додека милиони лица умираат од глад, 43 милиони не можат да се дозволат квалитетен оброк секој втор ден. Треба сериозно да придонесеме колку купуваме и што фрламе, вели Христов. Вишокот може да се донира, со што според проценките би се обезбедиле по 3 оброка дневно за 26.000 граѓани. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.